Додека во светот, па и кај нас, децата се повеќе стануваат зависни од телефоните, таблетите, компјутерите, лекарите алармираат за лошите последици врз целокупниот развој на детето. Седејќи подолго време со некој од овие уреди во рака, придонесува за искривување на телото кај децата, но во значителна мера може да настрада и видот. Самото зрачење и близината на екраните и оптеретувањето на очите доведува па до појава на влошување на видот. Значи, ова модерна технологија покрешно носи добри придобивки, носи и многу штетни последици. Зголеменото користење на овие уреди, вели доктор Костевски, според научници и лекари од Јапонија, дури придонесува и за појава на аутизмот кај децата, податок кој воопшто не треба да се занемари. Научниците, односно докторите од Јапонија, после повеќе годишно исклучување на морбилите, значи не давање на вакцина на морбили, забележале дека бројот на деца кои имаат аутизам и понатаму е голем, значи не се намалува. Автоматски со тоа исклучиле вакцинацијата против морбили како причина за аутизам. И тие сметаат дека буквално појавата на аутизам е поврзана со користењето на тие електронски уреди, мобилни, таблети, компјутери, дека главна причина за појава на аутизмот е буквално користење на овие телекомуникацијски апарати и буквално донеле забрана да децата до 6 годишна возраст не смеат да користат. Значи, такви производи да не ги користат за видеоигри или за било какви работи и на тој начин смета дека појавата на аутизмот ќе се намали. Во насока на спречување на негативните последици врз здравјето на децата, најголемо влијание имаат родителите. Тие треба да внимаваат дали и колку им даваат телефони на најмалите. Најдобро е, велат лекарите, децата до 6 годишна возраст да бидат што подалеку од допир со ваквите уреди.